Еве на уште еден подкаст Биди свој, подкаст број 14. Овој пат гостинка ни е Наталија Иванова, основач на Сдружение за заштита на животните Animal Lovers, да. Добре дојде. Имаме и специјален гостин во овој подкаст, Густав. Се надевам дека ќе се види. Покасно ќе ни се представи. Добре. Сигурна си во тоа дека ќе се представи. Па сигурна сум, имаме. Добре дојде мене, Наталија. Во овој свој каст во кој што ќе зборуваме за кучињата како домашни миленици, ја претпоставам дека вие како здружение имате многу искуство како струмичани или како требат граѓаните да се грижат за домашните миленици, впрочем маче, куче и како да не само грижата, туку едноставно може би и заедницата да ја поттикнеме да го кренеме тој глас секако за правата на животните, ако можам така да се изразам, но во секој случај нели треба да се грижиме за уличните кучиња, не туку за домашните миленици. Благодарам што се одзва на поканата. Се надам дека заедно со Густав ви е пријатно во ова наше импровизирана студија. Ви благодарам и вам што ме поканивте денес да бидам тука. Мислам дека е дефинитивно неопходно да се подигне малку свеста за бездомните животни, како и за домашните животни, и на некој начин да поразговараме како треба да се упати нега на животните, што очекуваме сопствениците на кучиња да прават, ние како Сдружение заштита на животни, и нашите апели за како правилно и како очекуваме, нели, како треба да се грижиш за едно куче, за едноставно да помогнеш и на животната средина, како и на твојот миленик. Да, често пати велиме бездомни кучиња, но јас пак ќе кажам дека тие бездомни кучиња произлегуваат од сите нас како иматели на домашни миленици, кои што не водиме грижи, и некако во последните години се појави проблем улични бездомни кучиња, но сепак тоа е резултат на нашата негрижа, на нашата несовесност кон животните, бидејќи тоа се резултат на нашето однесување пред се и кон животните, но и кон заедницата. Да, и затоа спомнав дека, нели, за да чуваш куче пред се треба да бидеш одговорен собственик, заради тоа што ние сме сите најгласни на Facebook и на социјалните мрежи кога зборуваме за бездомните животни како ни сметат, а ние први ги фрламе нашите легла од нашите домашни миленици на улица, и мислам дека тоа е тотално не фер спрема животната средина, спрема животните и спрема граѓаните со кои што живееме. Значи, ние дефинитивно живееме во една заедничка општина и треба да мислиме пред се и на луѓето со кои што ја делиме. Не може да се однесуваме како ни текне и да размножуваме своето куче и секој 6 месеци да фрламе нови единки на улица, и потоа да се грижиме и да зборуваме за тоа како има бездомни животни на патот, пошто ние сами го создаваме проблемот. Да, се согласувам со Наталија дека многу сме гласни по социјалните мрежи во однос на бездомните кучиња, и критиката често пати се упатува и кон институциите, можеби кон здруженија, но никако кон самите себе упатиме таа критика, бидејќи сепак тие кучиња, независно донесени или не донесени, произлегуваат од имателите, од собственици. Да, се согласувам и јас за тоа. Пред да започнеме со снимање, малце разговаравме. Јас сакам да ни кажеш околу, прво за вашето здружение, колку години постои и со која мисија и со која цел го имате создадено тоа здружение. Дали тоа беше проблем од сега што го дискутираме генерално и ве поттикна да се создаде такво едно здружение, и на кој начин функционирате? Дали имате вработени внатре во здружението? Има ли желба кај младите да волонтираат во едно такво здружение? Како функционират? Како здружение сме формирани во 2016 година. Јас од мои 17 години прв пат појавив љубов кон животните со тоа што запознав бездомно куче во моето училиште, на кој што му беше потребна помош, имаше повреда на главата, и сватив дека уствари никој не се грижи за овие бездомни кучиња и дека треба само да направам нешто. И од 17 години почнав да ги забележувам бездомните кучиња на улица и почнав да се грижам за нив. Официјално како здружение се регистриравме во 2016 година. Тоа е пред скоро цели 8 години.
И како млад поединец од 21 година тогаш станав председател на тоа здружение и се обидувам на секој можен начин да им помогнам на овие кучиња, да ги згрижиме заедно со нашите волонтери, секој ден се грижиме за нивна благосостојба. Почнавме со згрижување на животните во 2020 година официјално и од тогаш до сега имаме вдомено повеќе животни како во државата, така и во странство. Ние не се финансираме од никој аспект со помош на општината или со помош на проекти. Моментално обстануваме со помош на донации и нашата работа е целосно волонтерска. Многу пати се наоѓаме на проблем дека не можеме да собереме доволно средства за храна, попелуваме апели за собирање на донации. Целата наша работа зависи само од луѓето кои што сакаат да ни помогнат, од нашите вдомувачи пред се, кои што веруваат во нас и кои што имаат вдомено кученце од нас и знаат ни се што поминуваме за да дојдеме до овде. Да. Моментално имаме згрижено 52 кучиња, кои што се наоѓаат на нашите простори, може било кога да се посетат, може било кога да се донесе храна за нив ако некој сака да ни помогне, може да се помине време со нив. Тие се сите многу дружелюбиви кучиња кои што едва чекаат да поминат време со некој. Сите се згрижени од улица, најчесто се фокусираме на тоа да згрижиме куче кое што му е потребна помош, кое што е повредено, кое што е болно. Немаме услов за згрижување на млади кучиња, поради тоа што имаме парвовироза, тоа е смртоносен вирус за млади кучиња на самата локација и треба да помине барем 6 месеци за просторот да се исчисти за да не биде заразно за нови единки кои што ќе ги донесеме. Ми спомна дека барате на некој начин помош од сите совесни граѓани. Имаат ли слух Струмичани за помош на тие бездомни кучиња? Најчесто помош добиваме од луѓето кои што имаат вдомено од нас. Вака Струмичани имаат голема недоверба во нашата работа. Пред се заради тоа што имаат слушнато дека непрофитна организација значи дека земаш пари и дека ги трошиш не знам каде. Ние реално придонесуваме кон решавање на проблемот кој што го имаме со децени. И сите средства се оплатени само кон животните, значи ние воопшто не земаме плата од тоа што го работиме. Сите членови во здружението кои што сме моментално само 3 девојки, сите имаме собствена работа и ова го правиме во своето слободно време, да не кажам во целото време кое што ни преостанува. Волонтерски и од љубов кон домашните, односно животните. Сега тука не е нели Густав. Да. Нема како да не се представи, ама може ли Наталија да за животната приказна со Густав? Густав го имам вдомено во 2015 година. Моја другарка беше на гости кај нејзини роднини на Слава во некое локално село. И таму слават Богородица. Значи пред Богородица тој заедно со неговото цело легло бил исфрлен во река за да се удават и да умрат. Само тој има преживеано и се вратил дома. Значи вие како мало го затекнавте покрај брегот речно корито, кој што тој се вратил дома кај роднините на мојата другарка и таа пошто живее во странство била запрепастена заради тоа што требало да го убијат после Богородицата, на празник е грев да се убие, а после празникот не е грев. Планирано да се убие. Да. И таа го згрижи кај нејзе дома, но тоа мораше да се врати во Италија и јас продолжив да се грижам за него во нејзиниот двор. И моите дома веќе ми кажаа дека не личи да тоа да гледам куче во тој двор и да си го дома. И така Густав официјално стана мој, инаку тој имаше проблеми со кожата, имаше проблеми со нозете, бевме многу пати по ветеринар. Ама грижата и љубовта прават чудо. Значи, тоа ми беше околу животната приказна со Густав, сега е некаде 7 години, 8 години. Да. По што ми го спомнавте пред малку, рековте дека вие згрижувате бездомни кучиња. Како? Па најчесто имаме... Знаете што? Вие избегувате на терен или имате дојава и лоцирате бездомни кучиња. Претпоставам дека го знаете реално во Струмица кој е куче, што и мачи и така натаму. Но дали знаете воопшто во каква здравствена состојба е тоа куче? Како го заловувате и како го носите во вашите простори? Чисто за да ни го објасните тој процес. Да.
Па најчесто добиваме дојави од граѓани, имаме Facebook страна Animal Lovers Струмица и таму ни кажуваат дека некое куќе реално и покрај страницата на Facebook веќе и не знаат, ние сме 3 девојки во градот и често добиваме и пораки на нашите приватни профили за некое куќе дека му треба помош. Најчесто или договараме ветеринар да иде на терен, на лице место или идеме ние. Значи, во најголем број на случаи, поточно во сите случаи, не знаеме во каква здравствена состојба е куќето, го носиме на ветеринар. Заловувањето е, како да кажем, ние немаме некои си средства за заловување, но имаме голема доверба во куќињата и не се плашите дека само може да доверба. не касне, бидејќи билата дека ако куќе кој што е можеби едноместено под предпоставка, нова територија и нови луѓе, малку е поагресивно. Затоа ми беше зборено. Сакам да кажем дека имаме преголема самодоверба и очекуваме дека нема да изреагира лошо и веднаш на првата средба се опитуваме да го дигнеме, да го кренеме. Не најчесто, туку дефинитивно сите пати сум поминала добро и јас како и нашите активисти до сега не сме каснати од куќе за време на заловување. На некои куќи не им треба повеќе време, например, може да одиме по една недела да ги храниме, да ги галиме, се додека не почнат полека да ни веруваат. И во најлоши случаи, веќе кога некое куќе е подиво, имаме помош од ветеринар кој што им дава средства за смирување, кај што малкичко се веќе во некоја по-олабавена фаза и полесно може да ги со сила земеме. Стерилизација вршите ви сами или не знам, тоа ми беше зборот, видејќи Да, што понатаму после ако ќе го згрижите кај вас. Кај градско бадоце, ако не се лажам, вие, ајде да кажам, тие кафези каде што ги чувате кучињата, но што понатаму? Таму само ги чувате, ги храните, ги негувате, лекувате, не знам. Да. Значи, ние секој ден ги посетуваме куќињата, секој ден им оставаме храна, свежа вода и на секој куќе кој што му е потребна помош од лекарства, им дефинитивно им се обезбедува. Некои куќиња имаат заразни болести за кои што се грижиме и секој ден треба да примаат терапија до крајот на нивниот живот. И со тоа секако помагаме, плюс сите куќиња кои што ќе ги земеме се стерилизирани и кастрирани. И машки и женски, заради тоа што не поддржуваме размножување, нашите куќиња не сакаме да се размножуваат помеѓу себе. Дефинитивно стерилизирани и кастрирани куќиња се помалку реактивни, агресивни и целиот проблем нели со напаѓање и групирање на куќињата е поради нивниот нагон за парење. Да, Наталија, ова вака, извини, Мери, вака кога ве слушам, вие сте конкуренција на стационар Лана или? Па, ние тоа го работиме од 2016 година и не сме ничија конкуренција. Стационар Лана е јавно предпријатие основано. Да, и тие тоа го прават. Да. Каква ли е соработката, нели? Сега почнат и официјално преслажам од февруари да работат. Каква ви е соработката? Имате ли комуникација? Нели, кај вас може би доаѓаат пријави, може би ќе го згрижите, но и вие сте ограничени со одредени ресурси, предпоставам. Ние сме многу ограничени со ресурси, тие се од друга страна јавно предпријатие, нели се финансирани од општина Струмица и од нас граѓаните. И нивна цел е стерилизација и кастрација пред се, значи нивна должност е да го очуват куќето до 30 дена и потоа мора да го вратат на улица. Најдолг временски период за кој што се грижа. Секаде е така. Кај нас е додека не му најдеме дом, имаме куќиња по 5 години кои што ги чуваме. Добро, ама по законската регулатива е така. Тоа сакам да го кажам, дека ти не може, бидејќи ако се дојдат во Напив, сигурно нема да се градат само кафези. Поентата е дека треба да се подигне свеста кај граѓаните за вдомување на овие кучиња. Значи соработка имате. Да, соработка имаме. Стационарот Лана е нели јавно предпријатие, како што кажав, тие се дефинитивно одговорни за стерилизација, кастрација и целиот третман на сите бездомни животни. И нормално нивната цел е што помалце куќиња да останат на улица да не се размножуваат, бидејќи дека тоа е проблем. Како би функционира таа работа? Ало, извинете, имаме на улица таа
куча или како? Па тоа го прават граѓаните. Граѓаните вршат пријави сега до стационар Лана и тие мора да излезат на терен и да одговорат на таа пријава, да го заловат кучето, да го стерилизираат, да кастрираат и после некој известен временски период го враќаат пак на улица. Да. А кај вас остануваат на поизвестен, да речи, 5 години? Да, кај нас остануваат додека не им најдеме дом. Пошто реално гледано некои кучиња нели не можеме да ги вратиме на улица од причина што појавиле агресивност или од причина што не знам, имаат некоја зоонозна болест и мора да бидат цел живот под контрола. Мене ме интересира, еве сите шетаме низ парки и со мали деца и возрастни луѓе, многу често слушаме за напади од кучиња. Тие кучиња се претежно, што знам да кажам, со жолти маркици, тоа значи дека се стерилизирани. Дека го имаат целосно поминато третманот од но сепак се агресивни и многу често имаме случаеви кога напаѓаат луѓе. Каква е одговорноста за тие животни? Кој одговара во тој случај? Сите бездомни кучиња се во собственост на општина Струмица и општина Струмица е таа која што одговара за нив. Тие кучиња кои што имаат нели маркица, кои што ги гледаме вратени на улица, се кучиња кои што го имаат поминато целиот третман на ЈП Лана. Тој третман подразбира и како третман за социализација, кај што тие ги тестираат на кучињата дали се агресивни и дали како реагираат, например, кога поминува човек, кога поминува некој со точок. И доколку тие го поминат тој тест за ресоциализација или социализација, тие се враќаат на улица. Доколку покажат некоја агресивност, предпријатието има право да ги еутанизира. Да, во тој насок, и студиите покажуваат, и вие го спомнавте пред малку, дека кога се кастрирани, кога имат стерилизација и така натаму, агресивноста е многу помала кај кучињата во однос на оние кучиња кои што не се стерилизирани или кастрирани. Тоа е докажано и научно дека оние кои што го поминале тој процес толку не се агресивни, со исклучок на оние кои што не го поминале тој. Или го поминале, а веќе се наоѓаат во некоја нова средина и причувствувана загрозена безбедност, тогаш може би. Па тоа сакав да прашам, на крајот пак се случуваат такви немили настани. Што е причината? Дали кучињата, например, сега зборуваме стрикно за кучиња. Нашето јавно предпријатие е многу младо и овие кучиња кои што се враќаат уште на улица се пресно стерилизирани и кастрирани, тие се уште имаат хормони во нив и нагони за парење. Треба известен временски период да помине за тие кучиња да го изгубат тој нагон за парење, некои стари навики кои што ги имаат и да се стабилизираат со хормони. Значи ние овие групации на кучиња што ги гледаме по улица се најчесто поради нагони за парење и во хормони. Да. Па добро, и во глутница се одат често и тоа покажа. Вака, слушајќите Наталија, очигледно многу пари трошите. Да. Па вака, слушајќи ве цела плата ви оди на нас за ова грижа, храна, вакцини, ова се трошоци кои што не знам како успевате да ги. Освен трошоци, тоа е сериозна обврска, пошто моментално реално не можеме да одиме никаде на одмор без да помислиме на кучињата, не можеме да славиме Нова година, не можеме да славиме празници, значи тоа е работа која што се работи секој ден, без исклучок, без празници, без одмор. За жал не можеме да ги оставиме ни еден ден без да ги посетиме, без да им дадеме терапија. Тие моментално 52 кучиња кои што ги чуваме трошат од прилика 30 кг храна на ден. Кај нас кучињата што се останати се голем раст, над 30 кг и моментално трошиме 30 кг храна на ден. И целата пресметка за храна од прилика доаѓа околу 1000 евра месечно. Нашата помош за месечна донација од луѓето кои што ни помагаат и ја спонзорираат нашата работа е од прилика околу 500 евра месечно и сега со другите средства нонстоп се молиме и на крајот од денот
ова што нема да го собереме, го покриваме од нашите плати. Добро, имате ли приватен живот, слушајќи ме? Па- Мислам, навистина ме импресионирате со ова што го зборите, дека немате ни слободен ден, дека морате Нова да бидете година не секоја, славиме. дека на умор не Празници. одите. Да. И како е вие вашиот приватен живот, извинете вака се. Па, реално загрозен. Со куче. Не, Ако на излегување оди со Густав, така? Не ама излегувам. не проблем излегување зашто, со Густав на одмор? со- На одмор со Густав. Да, ама Знаеш грижата за ли- останатите кучиња не е тоа. Да, сериозно. Малце разговаравме пред да почнеме и за младите. Сега, дали тоа од гледат на социјалните мрежи, знаеш, сите некои познати јутубери или не знам како се сликаат со домашни миленичиња и тоа кај нас се повеќе и повеќе се шири, сите млади сакаат да домашно милениче да имаат. Покасно ќе те прашам и за тоа, меѓутоа сега ме интересира дали младите имаат желба да ви помагаат во тој дел. Дали имаме млади волонтери, еве, не знам, 16-17 годишни средношколци, знаеме кога ќе одиме на некој настан во училиште, знаат да кажат дека да, ние се грижиме за животните, сакаме да ги заштитиме, да ги чуваме правата на животните, не смеат да се убиваат животни, но како тие се грижат? Имат ли интерес младите да волонтираат кај вас? Па, Има ли такви случаи? Реално многу пати има појава на млади поединци кои што сакат да дојдат, но за жал тоа трае многу кратко. Од причина што кучињата кај нас кои што ги земаме се најчесто во лоша здравствена состојба или млади кучиња кои што се подлежни на вируси и многу често се случува за жал некоја куче да погине и од емотивен аспект младите не може тоа да го издржат, па поради тоа најчесто се откажуваат. Реално гледано тоа е исцрпувачки за сите нас. Најголема загуба е кога некој куче ќе ни погине и сите тоа го преживуваме на сопствен начин. Нормално не е лесно, но веќе кога се нафатиш на овој проблем и не можеш да се откажеш заради тоа што некој куче погинало, пошто мислиме на сите други 50 кои што ги имаме. Апсолутно, апсолутно. И кога ќе кажат кучето најверен пријател на човекот. Па добро, ми се согласувам Се со согласуваш теза. ли со тоа? Сите се согласуваме. И од секојаш ме интересира дали ги имаат истите чувства животните како и ние. Имаат ли тие? Мислам дека е веќе и докажано дека кучињата и сите други животни имаат чувства и емпатија и ние пошто ги гледаме кучињата долго време и гледаме дека ние ги чуваме во групации. Сега исто како и нас луѓето гледаме дека кучињата создаваат пријателства, дека со некои кучиња повеќе се дружат, некои кучиња не им се толку симпатични, исто како кај нас. Значи, дефинитивно чувствата кај животните би ги споредила дека се тотално исти како со луѓето. Кога имаме некоја кучка од улица со малички, ако некоја погине, тие патат, значи се случува кучиња да не јадат со денови. Истите чувства и емоции ги имаат како нас луѓето. Препознаваат добри и лоши луѓе? За тоа не сум многу сигурна. Тој мит да го расчистиме. Препознавате, ако те сретне куче на улица и лае, те знае дека си лош. Така е? За тоа не сум многу сигурна, заради тоа што кучињата на улица среќаваат секој ден многу луѓе и може било кој да ги асоцира на некој друг. И сега ако има ли некое лошо искуство со некој човек што е сличен на некој друг, што го потсеќа на него, може да реагира. Многу пати се случува тоа. И мислам дека кучињата ги препознаваат луѓето по начинот на зборување, по начинот на тоналитет, на како се однесуваш со нив. Бидејќи ние вдомуваме кучиња во Македонија како и во странство, многу пати знаат да не прашаат луѓето во странство дали може да научиш некој македонски збор за да им кажеме седи или нешто слично. Но јас ги убедувам дека кучето не разбира јазик, туку кучето разбира начинот на кој што ти ќе му кажеш да седи или да пристапот на говор на телот, тонот кој што ќе го искористиш со него и тоа дефинитивно се покажува. Значи кучето кога ќе иде во странство, тие ги разбираат луѓето перфектно како што не разбираат и нас. Значи сите јазици ги разбират кучињата. Апсолутно. Добро. Спомна дека вдомуваат и во странство, тоа ми е интересен податок. Не вдомуваат во странство, туку за странство. За странство, извини. Да. Не, ова сме го слушале често пати дека велат овие граѓанските организации, оние кои што се занимаваат со кучиња, дека као работат и
пират пари? Па затоа спомнав дека има голема недоверба кај нас граѓаните, посебно од Струмица или од Македонија, да не кажам целосно, пошто сите мислат дека овие граѓански организации перат пари, но нашата граѓанска организација и сите граѓански организации за кучиња или за животни имаме реално огромен трошок спрема овие животни. Овие животни јадат секој ден, овие животни мора... Но вие, вашето здружение, дали соработува со некои здружение, дали, например, во наводници, вршите извоз на кучиња? Ние соработуваме со здруженија во Германија и во Англија. Нашата соработка се базира на тоа што тие, например, во Германија или во Англија здруженијата, им праќаме профил од секое куче, значи како тоа реагира на луѓе, на деца, на мачки, на други кучиња. Им праќаме целосна слика за кучето и тие пробуваат да му најдат соодветна фамилија во нивната држава. И сега, откако некоја куче ќе се вдоми, тие ги покриваат номиналните трошоци за тоа куче, како например трошоци кои што ги имаме за пат за кучето да стигне до таа држава и трошоци кои што ги имаме тука во однос на микрочип, кастрација, вакцина и некои си минимални трошоци. Кај нас, како што спомнав, кучиња може да седат и до 5 години, но никој не може да го покрие тој трошок за тоа кучето колку време седи. Так. Добро, пред малку спомнавме околу младите, дали струмичани сакаат ли да домуваат кучиња? Реално, кога имаме некоја заинтересирано за да се вдоми куче, ние ги спремаме на се што може да очекуваат. Како кога вдомуваме тука, така и во странство. Кај нас имаме приметено дека луѓето не сакаат да се обврзат, пошто ние за да вдомиме некоја куче бараме да се потпише договор, да ни дадат лична карта, податоци и ги спремаме дека тоа е обврска за барем 10 години од нивниот живот, дека мора да се грижат за тоа куче. И многу често се откажуваат. Нели полесно е да се купи куче од одгледувач, кој што ќе ти го продаде за некои си 50 или 100 евра, и тука немаш ти никаква обврска спрема тоа куче. И поради ова, значи многу пати многу расни кучиња се наоѓаат на улица. Ние имаме згрижено ротфайлери, златни ретривери, лабрадори, па дури и малтезери, значи што се многу нели сега модерни кучиња. Луѓето кои ќе им здосадат се дразнуваат на тој чекор да го остават нивниот миленик на улица. Да, Мери го спомна тоа младите. Дека сакаат кучиња, дека често пати ги забележуваме дека се со кучиња. Имаме се личен печаток, може би да грешам, дека младите ги сакаат кучињата додека се во она ран детски радови или па во она мала фаза, додека се интересни, но со тек на време како растат кучињата, не исчезнува љубовта, туку не се толку секојдневно заангажирани за нив. Ги оставаат на дедо, баба, тато, мама, ако има време и така натаму, за да на крај и после мама, тато немаат време и тие и на крајот кучето завршува на улица, точно. Како да ја смениме таа навика кај младите, ако навистина сакаат да имаат куче, не мора да биде им бездомно куче, и да биде некој расно куче кој што го купили или го било како. Па, ние секогаш кога некој сака да вдоми куче од кај нас, го спремаме со сите можни сценарии, се што може да се случи. Така најчесто луѓето се откажуваат. Ама кога ќе идат некаде да купат, никој не им кажува дека нели тоа куче ти кога ќе го земеш дома ќе ти изгриза цел мебел. Или дека, не знам, ќе направи илјадо бели, дека не е научено да живее дома, дека ти треба да посветиш многу време, многу внимание, многу љубов. Тоа е исто како да имаш мало дете. Тоа куче не живеело во домашни услови, не живеело внатре, не знае да оди во тоалет, надвор, треба да почнеш од старт. И многу луѓе тука во овој период се откажуваат и многу пати кучи на 5-6 месеци ни кажуваат, знаеш, ние го купивме, ама веќе не можеме да го чуваме. И многу пати ги загрижуваме расни кучиња од таа причина што никој кој оди да купи куче не го спрема за овој тежок дел од кој ќе вдомиш миленичи. Да, знаеш, преовладува моментот на тоа ќе го види на Facebook или Instagram убаво куче. Јас сум слушнала дека знаат куче да купат и за 1500 евра. Па добро, цените се прилично во зависност од растат или сортата, како може да се изразам, се зголеми, но да, сериозни се, но во секој случај ова што го зборови Наталија е дека некако не се свесни
Кој За е обврските. предизвикот? Кој е предизвикот? Да. Тоа е. Може би тука е до родителите, знаеш, тие треба тие го преземаат. Извини ме, јас тука би можели да ја послушам дека вие треба како здружение да бидете носители на една ваква кампања, секако со средство некој кој што ќе да се објасни оти. Некако добиваме чувство дека сакаме кучиња, сакаме домашни миленичиња, но мислам дека не сме доволно... Не му сакаат доволно, само за да се сликаат на Facebook, да, но со тек на време некако заради преголемите обврски ги затвараме кучињата, не сме свесни со предизвикот кој што го очекуваме. Да, малото куче првите 3-4 месеци навистина сладко и може во стан, во соба но веќе тоа куче ќе сака нели и да прошета и да ја истражува таа средина и така натаму. Може во тој аспект некоја кампања Да, треба да дефинитивно. размислувате и едноставно да се подготвиме, бидејќи на тој начин ние сите сакаме куче, има после 5-6 месеци дигаме раци и кучето на улица, ако не овде во Струмица, во Василево, во Новосово, во Радовиш и така натаму. Да. Има сериозна разлика помеѓу нас, тука може да кажем на Балканот и горе на запад како е. Тие се грижат за кучињата како за мали деца. Да. Тоа е до култура, до начин на размислување, сериозно. Тие се грижат како за мали деца. Дури повеќе се грижат за кучињата во некој момент. Да, има и еден друг аспект, можеби Наталија Што е причината? Ајде. И системот таму е сосема друг. Да, системот е сосема друг. Таму се знае дека мери има куче. Да. Па тоа разговаравме, кога ќе се чипираат сите. И се води контрола, вие дали ги имате условите, предпоставаме да Наталија може да каже. Овде ние немаме регистар. Разговаравме за тоа. Ние имаме Ако регистар. се вакцинира кучето... Ние имаме регистар на кучиња и тој регистар е стар многу години. Значи, Агенцијата за храна и ветеринарство го има воведено тој регистар, но нема некакви си контроли. И сега, ти ако Добро, сакаш... вие знаете ли колку струмичени, ќе се вратиме на тоа, колку струмичени имат кучиња? Може да се извади овој податок од Агенцијата за храна и ветеринарство, колку кучиња се моментално чипирани на регионна општина Струмица. А колку реално имаме кучиња, тој податок е што не го знаеме, зашто тоа се остава на сопствена свест и волја ти да отидеш на ветеринар и своето куче да го чипираш на свое име. Многу од луѓето тоа не го прават, за жал. И заради тоа целиот... не е некоја законска обврска или... Обврска е, но не се почитува. И тоа го збориме со странство, дека во странство мораш да го направиш. Системот е друг. Да. Контролата мери, вие не сте го вакцинирале кучето, имате рок, ако не го вакцинирате, казна. Добиваш казна, да. Кој ќе ти помине датата за вакцина, доколку ти не го вакцинаш. Па не сум знаела. Затоа Па јас не го знам, од тоа што го слушам. Имам пријателка кој што вели, сакам, ама обврска е и тука системот не дозволува, вика, ваква. И плюс тоа го шеташ кучето кој што на пример кај нас многу малку носат со себе кесички за измет. Страшно. Да. Реално да бидеме. Да. Што таму нема, не е поимливо, мислам. И тоа треба да биде казнено на некој начин. Да. И казнено е скренес. Во документи се е казливо, ама реално казните не се спроведуваат, нема некоја контрола, оставено е на свест, а ние немаме свест реално развиена за такви работи. Дали може би треба, јас граѓанскиот сектор, извинете, ова е моја перцепција. Граѓанскиот сектор мислам дека треба да се насочи кон подигање на таа јавна свест. Да. Ова што го зборите вие, мако трпна работа со згрижувањето и вашите во моментов одгледување на 52 кучиња, тројца волонтери, ова е макотрпна работа секојдневно и се исува трошоци, средства. Да. Но подобро е да превенираме, уште млади да ги учиме децата за предизвикот, за вдомување, кампања да се воведе и да се вдомуваат кучиња. Дали од Кепас, дали од стационарот Лана или пак во останатите, бидејќи нели се ова интернетот е толку да се вдомуваат кучиња токму вакви прифатни центри каде што се води грижа и нега за кучињата. Да, кога ќе се подигне нивото на култура. Ние реално во повеќе наврати со повеќе од нашите градоначалници имаме правено муабет во оваа насока и имаме давано наши идеи. Сега ние освен тоа што немаме човечки ресурси, немаме капацитет да ја исполниме оваа кампања, пошто целото наше слободно време е фокусирано на
кучињата и ние водиме како маличка кампања за да најдеме дом и да најдеме место. Фокусирани сте на грижата, негати некако да најдете и да домите, но и да најдете семејство. Ние ги имаме идеите и ги имаме контактите, нели, за да помогнеме во таква кампања, пошто јас бев и на некоја обука во Англија за бездомни кучиња и начинот на кој што другите држави се справуваат со тој проблем. Имам луѓе кои што се специјализирани во таа тема, кои што се слободни и можат да помогнат и што нивна работа е тоа да дадат некои си насоки како овој проект да се изработи. Проблемот кај нас е што ние го немаме тоа слободно време за да можеме да се фокусираме и на други проекти освен овој моментално кој што го водиме, но сме спремни и секогаш сме отворени за соработка, за давање на насоки за како да се изврши овој проект, за давање на контакти и сите можни информации за ова да се спроведе. Еве тоа нека биде еден апел од овој подкаст до сите млади и сите луѓе кои сакаат да помогнат на некој начин во грижа на животните, да се јават до кај вас и да придонесат генерално за целото општество. За грижа на животните не мора ти да ги гледаш секој ден. Има многу начини на кои што можеш да помогнеш во цело ова. Дали со споделување на Facebook, со помагање, пишување на постови. Не е целата работа во грижата и гледање стриктно на кучиња, но луѓето кои ќе дојдат и видат таму, нели, ние како работиме, се демотивира. Но има еден проблем, зашто ја зборам таа кампања. Има еден проблем, сега некако ситуацијата во градот, тоа е моја лично печаток дека се стабилизира или нормализира, но по населените места е сосема поинаква сликата. Да. Да бидеме реални. Не. Таму едноставно се оставаат на размножување, нема кастрација, нема стерилизација. И таму се премногу слободни, не ги чуваат буквално во дворот, туку си се шетаат по цело село. Од тој аспект ми беше кампањата, бидејќи свесни сте дека има транспорт на кучиња или пренесување малите кучиња од ова населено место во градот Струмица или на влезот во Струмица. Ми спомна таков интересен податок. Кај нив ги оставаат кучињата. Многу пати пред врата имаме оставано, не само пред врата кај што ги чуваме кучињата, туку и пред нашите врати на активистите. Ве знаат каде И пред домот, пред 2 недели имавме пред домот на една од нашите активистки оставено 3 мали кучиња во кутија. Многу често се случува пред мојот дом да има исто така оставено кучиња, мачиња, имавме оставено цела кофа со штотоку родени бебиња без мајката. Значи, тоа е еден голем предизвик за нас, пошто тие кучиња не се хранат самостојно и ти за да успееш да ги одржиш во живот, тие кучиња треба на секои 2 сати да ги храниш. Многу пати се осеќаш многу немоќно, пошто овие кучиња се оставени буквално пред твојата врата и сега ти треба да ја донесеш таа одлука, да ги однесеш или на друго место или да се грижиш за нив. Многу пати сме имале среќа да најдеме кучка доилка и да ги прифати тие кучиња, но нели сепак ова е премногу голема грижа за неколку луѓе само и не знам како може свеста да не работи во тој аспект веќе кога оставаш кучиња без мајка, штотоку родени еден ден. Да. Тоа мислам дека навистина во тој контекст ми беше таа кампања да биде поинтензивна, не кампања од еден месец. Бидејќи континуитет си е потребно, бидејќи мал простор сме сепак, Струмичкиот регион е мал, па не е проблем од границата да се донесат до Струмица или од Струмица се донесат таму, тоа до тоа населено место или па во најмала рака, како што кажа и Наталија, пред низиниот дом да се остават, но е потребна подигање на свеста и на самиот почеток тоа што го кажавме, бидејќи ако сакаме да бидеме да имаме грижи и нега кон кучињата како домашни миленици, ќе мораме уште од самиот почеток да бидеме свесни со кој предизвик се соочуваме. Бидејќи ни селата, мене кучето ме чува, вика. И се остава за размножување, ме чуваат и потоа дворот го чува. Го чуваат дворот, така. Или ги зимаат кучињата да им ги чуваат поседи, да им чуваат цели, не знам, хали таму. Исправно ли е тоа? Не знам што да кажам. Мене најмногу ме вознемирува фактот што луѓето се до тој степен неинформирани што мислат дека женското куче
И откако ќе се стерилизира, привлекува пак машки, дека пак ќе имаат дома мали кучиња. И нели многу пати се случува да добиеме некој си апел за помош за стерилизација на некоја кучка и откако ќе им објасниме на луѓето дека повеќе нема да собират други кучиња по неа, нема да имат циклус, нема да има мали кучиња, луѓето кои што ја хранеле пред врата се решаваат да ја вдомат. Многу се исплашени тие од самиот факт дека ќе имаат мали кучиња, дека ќе не знаат што да им прават. Проблемот е нели една обична стерилизација која што чини еднаш и е решение за цел живот. Во следните 10 години ти нема да имаш никакви проблеми. Ниту со мали кучиња, ниту да фрлаш мали кучиња, ниту ќе ти доаѓаат други кучиња дома. Многу е едноставно. Со ветеринари од Струмица. Да го финишираме овој како Струмичани, претпоставам дека соработувате со ветеринари, мислам ги нема многу во Струмица, но тројца ли се, колку се? Да, отприлика 4-5 ветеринари имаме. Соработувате со нив, што велат тие, дали Струмичани водат грижа за нив, за своите домашни миленици, ги носат во континуитет на редовни контроли, не е само кога ќе се разболи или ќе се закашла. Да. Па и тие мислат дека грижата е на многу ниско ниво реално кај нас во градот, не само за бездомните кучиња, туку и за милениците. И многу често тие како ветеринари треба да идат на редовна вакцинација низ селото и луѓето едноставно не сакат да го подмират овој трошок, пошто не се тие кога вдомуваат кучиња не се биле свесни за целиот трошок, дека тоа ти е обврска за цел живот, дека секоја година треба да го вакцинираш. И кога одбиваат да си го вакцинираат кучето, нели, потоа треба Агенција за храна и ветеринарство да води грижа за тоа дали не е вакцинирано и да ги казни. Ама тука немаме, ова алка не е поврзана. И поради тоа што луѓето не ги казнуваат и заради тоа се останува на Уште нешто ме интересира. Гледаме многу често на филмови од странство. Има, како ги вика, дресери за кучиња, училишта за кучиња, постои нешто тука, ако не во Струмица, во Македонија? Кај нас постојат пансиони за кучиња и дресери за кучиња. Има во Штип, е најблиско, има во Скопје и во Куманова. Тие дефинитивно може да помогнат во ресоциализација на куче за некои одвикнување на некои навики, например, ако некоја куче е пореактивно, го научуваат на некои си базични работи, но секој дресер апелира на тоа сопственикот да дојде со кучето на часови, заради тоа што ти не го дресираш само кучето, туку го дресираш и сопственикот како треба да се понаша со неговото куче за тој да го слуша. Кога некоја куче се дресира, кога ќе се врати со својот сопственик кој што му ги враќа старите навики, тоа е безцелно. Аха. И само за крај, бидејќи доста... Густав, да видиме дали е дресиран. Знае нешто Густав? Густав знае неколку команди, кои ги прави само за храна. Ама само за храна го слушам. Корист е Густав, сега не спие, мирене. Да, Наталија, која е порака, кој е апел на самиот крај од вас како здружение до сите граѓани кои што сите граѓани во земјава или во регионот, но и оние кои што сакаат да вдомат или пак имаат домашни миленици. Која е порака? Па пред се да бидат одговорни сопственици. Значи, се што бараме е луѓето да бидат одговорни сопственици, да се грижат за своите кучиња како што треба. Ако им треба некоја помош, нели, секогаш ние сме били отворени за соработка за ако немаат средства за стерилизација или во било кој може начин да им помогнеме. Значи, се што бараме е луѓето да си ги стерилизираат нивните животни, да не фрлат бездомни кучиња да создаваат нови на улица. И тоа е најважниот сегмент во моментот. Да. Едноставно апел до јавноста да води грижа и нега за своите домашни кучиња. Веќе кога го имаме јавното претпријатие и издружение, мислам дека ние можеме да ставиме крај на размножување на бездомните животни, но се додека луѓето упорно фрлаат, тоа е како едноставно се осеќаш како буквално нема крај. Твојата работа како да нема крај. Ние лани вдомивме 250 кучиња од улицата на Струмица. И не се осети воопшто некоја разлика дека тие кучиња ги снема. Туку цело време нови кучиња се донесуваат, нови кучиња се фрлаат. Едноставно целата работа се осеќа како да се врти во круг. Да. Јас само би се приклучил, бидете одговорни, совесни, како и матери на домашни миленици и водете грижа
и соочете се со предизвикот бидејќи Да. не е мала работа. И не се напаќајте Доколку не можете да чувате куќе, подобро не земајте куќе и со тоа нема да создаваме нови проблеми. Ние мораме да го решиме проблемот, а ние само го амортизираме со тоа што стерилизираме куќиња кои што нонстоп се фрлаат нови и нови и нови. Значи, доколку не можете да чувате куќе, подобро е да не се зема. И пак се враќаме на почетокот дека одговорноста е кај сите нас. Да. Да. Мери? Наталија, јас ти благодарам. Јас сум навистина импресионирана од се тоа што вие како здружение Animal Lovers го работите и се надевам дека ќе продолжите со вашата мисија и цел и понатаму и ние сме овде за било каква помош, па макар и да волонтираме на ден-два. Добро, со Густав немав некоја долга пријатна ситуација, пријатно запознавање, но во секој случај и таквите емисии се во функција на подигање на таа јавна свест и еден дел како кампања како да се води грижа директно со луѓе кои имаат веќе тоа искуство и веќе со години се занимаваат со таа. Еве, јас имам маче дома, се ветувам дека ќе се грижам уредно. До сега се грижам и ветувам дека понатаму ќе се грижам уредно за него како што треба. Наталија, благодарам се од мој. Ви благодарам и вас. Благодарам.